Почитуван градоначалник на општина Делчево Иван Коцевски, почитуван председател на Советот на општина Делчево Николчо Стојменовски, почитувани представници од издавачката куќа Луѓе, почитувани членови на делегациите од општина Монфорте и Родино, почитуван Марко Паларо, градоначалник на Новело. Buongiorno e benvenuti. Јавната локална библиотека Илинден Делчево уште еднаш покажува дека во неа сите форми на уметност можат да го најдат својот дом. За прв пат во нашиот град се промовира графички роман и стрип, а при тоа присуствуваат и гости од Италија на овој навистина значаен културен момент. Денеска отвораме едно ново поглавие во културниот живот во Делчево. Го промовираме стрипот "Беше еднаш на истокот", кој преку зборови и цртежи раскажува приказни кои долго остануваат во срцето. Голема чест ми е што денеска со нас е авторот на стрипот Богот Пешов. Неговото дело инспирирано од вистинска животна приказна за изселеништвото, семејството, за надежта и враќањето кон сопствените корени. Стрипот е издаден од издавачката куќа Луѓе и чест ми е што денеска со нас е и Владимир Дулјан од издавачката куќа Луѓе. Добре дојдовте. Кој е Богот Пешов? Роден во Македонија Трсино во 1988 година. Во 1996 година како дете се иселува во Италија, каде завршува основно средно образование и ги завршува студиите по архитектура во Торино. Создава стрипови, карикатури и сатирични илустрации кои брзо привлекуваат публика на социјалните мрежи. Во 2025 година го објавува стрипот "Беше еднаш на истокот" и за кратко време станува едно од најзабележителните стрип изданија во Италија. Добива бројни номинации за награди на најпрестижните италијански стрип фестивали. Ова нема да биде класична промоција на каква сме навикнати, туку стрипот ќе го промовираме преку разговор. Пред да започнеме со разговорот од име на јавната локална библиотека Илинден Делчево, сакам да упатам и благодарност до Ванчо Новоселски, советник за образование во општина Делчево, кој е нашата врска со авторот и не упадни во промоцијата. Чао на сите, по италијански чао. Фала за поканата, што ме примахте тука во Делчево и сакате да видите први после Скопје главната промоција што беше со Владимир со фестивал Јуни Стрип Трип. Тоа беше, како што се вика, италијански дебутто. И сега сте прво Делчево што ме поканихте да презентирам книгата. Тоа ми многу мило и фала и на градовчани, на Ванчо, фала на сите што се потрудихте да биде сето тоа. И маца сам не очекувам за мене да биде толку многу луѓе, но тика мога, како секој пат во Италија исто. Не само во Италија кода на презентација по сите градови во цел Италија, ќе доа може малку све, не знам како ќе биде. Секој пат си поставува, после доваѓаат секој пат многу луѓе и ми року тај си, извинете, малку ќе прави хаос, ама има врски со мене, па по-просто се. И фала свако, фала што тај ден си нами, и 24 да го живеам тај ден. Зошто ја одбравте голата стрипа? Това е убаво прашање и јас извинјавам маца јазикот македонски, но ама ќе се разбере. За Делчево е полесно. Јас се препутих кога беше во Скопје. Отив маца како со бугарски акцент, вода там ми ме гледал, ама добро, ќе се разбере, мислим си по-нашо. И не баш да се, ти си толку како што се знам. На трсински веќе. Зашто ги избрах графично стрипо? Стрипо е, ја го сакам кино. Јас сам, сам нема многу време да водам на нов стрипа. Ако имате време, после се дума и за новиот стрип, што
што го правам, ама ја многу од дете non-stop гледам филмови и од 12 години гледах многу хорор филмови, гледах и уестерн, спагети уестерн, секакви големи режисери и киното ми е нешто најомилено. И кога додое време, и секој пат сам цртал, и од мало дете non-stop сам читал и стрипови, повеќе јапонски делови, и после повеќе по-голем почнав да читам и графички роман, откри го тај свет. И викам, од стрипо не е само за деца, е нешто што може да докаже и на по-голема публика, на публика што не е само 15 години, 16 години, што сака само со герои, супергерои, Спайдермен или Бетмен, има нешто по-длабоко може стрипо да го докаже. Некој пат и со самите улоги на героите, што со бедни, може да докажеш некои по-длабочни пораки на читачот, некако да му дадеш, да му оставиш нешто длабоко. Има и големи јаки стрипери што самите взимат героите и ги претварат на нешто по-комплицирано. Јако од тај сведен океј со стрипо може нешто да се искаже, не само една лесна историја, може да се даде повеќе. И да искажеш нешто што е историја, што добиеш инспирација од тоа што го живее некој. И видях некои други стрипови и стрипери што раскажуваат истории што се поврзани со приватни живот, или па некоја историја што си раскажуваат некој што го познават. Има си јаки автори како Пако Рока, еден шпанец што ми е најомилен. Он раскажува некои истории што ги раскажуваат и после ги поврзани со неговиот живот, или некои истории што се поврзани од неговите родители кога имало револуција во Шпања, со франкизам, со фашизам што е било во Шпања, и он ги некако прехворлил романа и кога видите дека со тоа може да се раскаже многу. Јас што сум многу заљубен за киното, направих мешап, викам гледа нешто тоа што е не само да го читаш, ама и да го гледаш. Јас тоа многу кога цртам многу давам детали, од сам фиксиран, сакам да има обширно кога читачот го гледа стрипо, не само да прочита тоа што улогите го думат, ама и да остане тамо и на страницата, може и на минута, да гледа на детал сите цртежи, кратби, има најмаленки детали што може да ти раскажат една посебна историја. И тоа на мен многу ми привлечува. И затоа речев стрипо е нешто единствен, како да го кажа, мецо на италијански се вика, што може да докажам таа што сега ја разказувам. А од каде идејата да го направите беше еднаш мислото? Имах идеја уште на времето нешто да направам поврзано со татко ми, кога ја како не само татко ми, сите мигранти што се од Македонија, што се кrenali 90 години, времето на војната на Југославија, оти чудно у Италија, пример, дума се за војната на Југославија, посебно денеска се многу дума за што е било у 90 години. Може на времето кога е било, многу не се знаеше. Ама сега денеска, после 30 години се дума се за сето тоа што се десило у Севереница, за сето тоа што се десило у Вуковар, за сето тоа што се десило у Косово, или после за целата полиција етника, што го викат, и за Србите од 95-та година што се од Крајина бегали. Има ги за сето тоа се дума, ама заборава се дека постои една држава како Македонија, што се имало многу луѓе што се бегали од целата криза што е имало после Југославија како се распаднала. И таа криза е на многу фамилии, за многу фамилии било многу мачно, посебно по селата. Било маленко село во Трсино, некој си млад татко, што имал деца мали, и он омах мислил, како татко ми што е било на времето, мислил дека мора да најде нешто нов пат и за да види, да најде некоја етнина за себе и за својата фамилија. И како татко ми имали се многу други луѓе, и до тај крај се били посебно по селата. И оти селата се били секој пат и сиромашни времето на Југославија. Ама после кога е паднала Југославија, тоа е још било тешко да се живее. И како татко ми таа историја не е само нешто поврзано со имиграција на времето. Има си ја раскажувам имиграцијата времето на 90 години. Ама кога читаш, само да сваќаш дека имиграцијата и денес постои,
на различна форма, со различни тешкоти. Ние гледаме сите мигранти што живеат за Италија и го на некој начин живеат и тоа тешкото што го живеат татко и многу други луѓе. И луѓе што се го живеат не само од Македонија, и од Албанија, пример, кога времето, денеска ми кажува италијанци, кога е доајал Бродо у Бари, кога е видел тамо тај брод што са били над 20.000 албанци са видели имигранти кои са побегнали кога е паднало комунистичката режим што е убило у Албанија и са побегнали. И сите гледали да видат да некој успеат да изградат нова иднина у друга држава. И времето на Југославија, млади луѓе, како татко ми и други, е било нормално да се земе, да се оди, да се работи, вие убаво може да знаете сите, нешто ви кажувам што го знаете, да се работи у друга држава у Југославија. Пример, взима се, оди се за Црна Гора, мајстор да отиш и оди за Словенија, ама на времето Југославија било лесно, немаше граници. И после кога се распаѓа Југославија, нешто веќе тие држави не са не се корисни. Веќе чудно е тоа, и тоа го думам и у стрипов, што веќе не си сметам како југословенец, ама си сметам веќе како македонец, веќе си од друга држава, веќе си странец. Кога настапиш у Србија си странец, кога настапиш у Хрватска си странец. Да. И тоа е чудно, од еден, у 80-те години е било, сите сме југословенци. Човек, македонци, од македонец, маме сите сме југословенци. После е било потешко, од веќе од еден труд си ти странец. Постават се граници. И границите се нешто што са поставени у Југославија е било това, посебно за некои што са мигранти на времето у Исус и доди кренат, било не мало граници и тоа што да скажем фамилијата што се врашта прв пат за Македонија, од историјата се дума за една фамилија, тоа е дума за целата фамилија у различни древиња. У 2001 година кога раскажувам дека фамилијата прв пат се врашта за Македонија, да се види селото, да се добили документи. И тоа тешкотијата што да добиеш документи во Италија, времето ние го сме живеали во Италија, тоа е било катастрофа, ја големи травми, да се разбудиш у 4 сата, 3 сата ношно време, ајде да нешто самена информација. Дојши у Кунео, струјата, чекаш тамо сати, идиш там пред канчелото, што е, ти полицајецот чека, можеш, зашто ви треба една информација, не е мало интернет да прочиташ ти дали што треба документација, дали треба сликички, дали треба сликич, дали има некој нов закон. И ти требало да чекаш. И тоа са си многу луѓе поминали. Што са тука, што са од диаспората, са многу поминали. И за деца, никош не деца, ја сум немало 8, 9, 10 години, за мене остава тоа травма. И јас сакам да го раскажам тоа. И е дел од мојот живот и дел од многу луѓе што се го живеали исто така. Да. Него станува многу популарен во Италија за кратко време, дали го очекувавте тоа и каде се имате представено во Италија? Не сум очекувал. Од јас стрипов го од 2022 кога дојде идејата да го правам стрипов, викам сакам да направам нешто што сакам да ме задоволи, да оставам нешто што ми е голема жертва. Стрипов е секој пат сам сакал стрипови, сакам да искажам една голема историја, ама не сум очекувал. Ти викам, дума се за Македонија, дума се... Не знам колку италијанците ќе го чувствуват близо тај свет. Ама стрипов го многу реса и многу италијанци ми, кога ми пишаат, чудно е што многу италијанци од Јужна Италија, кога ми пишуваат за стрипов, ми кажуваат, ако не сме ние, ако кај нас не постојат граница, ние истото сме доживеали. Ние од Јужна Италија, сиромашни места, родили сме у Калабрија, у Сицилија и сме бегали за Северна Италија. И за нас е нешто фамилиарно тоа што кренеме од Северна Италија, летно време, да идеме во Јужна Италија, да видиме баба, дедо, нашето село, дека сте се родили. Тоа е нормално и ние јако ми витали, кога читаме стрипово, чувствуваме како да е нашата историја, ако не сме македонци. И таа историја, и многу румунци са ми пишали, многу албанци.
И него од Северна Африка се ми пишали, оти вика, истото ние сме го живеали. Не сме одили по граници, одили сме со брод. Историјата е интересно е стрипот и ти кажуваш нешто што ти си го живеал, после нешто измислуваш, нормално дека треба и јас сам автор, треба и некако да балансирам, да ставам на вагата, тоа што е персоналниот живот со тоа што го сакаш да го искажеш, за да биде интересно на читача. И треба да најдеш за стрипот ја го знаем по цела Италија, на најсите јаки сајми од Комикон Наполи, на Салоне del Libro, што си е сајмо за книгата у Торино, најбитен сајм во цела Италија, може и во цела Европа. Во Лука Комикс има и кандидација за премија, како најдобар стрип, и неочекувано беше се. Преводачката куќа Бункер стрипот е на македонски јазик и веќе е достапен и до нашите читатели. Како ќе задоволни од македонската публика, како тука е на Ја мислам сега што се пишали на мене, не знам дали на Владимир некој пишал, ама на мен се пишали и многу се задоволни. И сега, јако некои од македонци што тука живеат и не са го живеали тоа што е со сториите што се од многу целата диаспора што се по Италија, Германија или Швейцарија, можда не се го живеат на своја кожа, ама го сватат и го видат и да ти кажа, фидбек са многу позитивни. Многу бија презадоволен. вашите идни планови? Сега работаме на книга. На мен ми е, ја оти сам веќе 30 години, таа го 30 години. От 2006-та, види 2016-та, за 30 години в Италија. Секој година кога одам во Македонија, се ми е поинтересно да откривам ситните малите работи од селата, од Македонија, нешто што ми е многу интересно. И вчера кога беше пример у Разловца и почнав да сликам старите куќи, видам ќе добијам нешто инспирација за новиот стрип. Нешто интересно е. Оти гледам најмалите, гледам пато што некаде не е го направен, што е покрашен, или гледам некоја стара куќа што е патала, близо до нова куќа што е изградена. И сето тоа на мене многу привлечува. И тоа на мене инспирација. И со новиот стрип, историјата ја, сакам сам тука маце да раскажам Македонија и поврзано со мигрантите времето на 90 години и со диаспората. Са новиот стрип е, историјата ќе е у Босна, ама нема да е време на војната. На мен не ми се нешто многу да раскажувам војната. Има си книги, има си и у Италија има многу книги, има саджи, вика, наратива, има и романи, колку сакаш што ја раскажуват војната на секакви бои. Раскажуват и сите делови, се раскажуват некој што е србин ја искажуваа маката на србите, некој што е босанец се раскажуваа маката на босанците. Тај што е жива една позната писателка што многу сакам со Италија позната Елвира Вујчич, она раскажува за Сребреница. И селата мака што се живеали и геноцидија, не знам како се преведе на македонски, у Сребреница. И сето тоа го раскажа, секој си раскажа. Јас сакам да раскажам сето тоа што е било пред војната. И у едно мало село, како пресино. У едно мало село, мултиетнично, што са били срби, хрвати и босанци, и са живеали во исто село. И са сите живеали во мир. И сето тоа што е самата пропаганда, ако настанала после 86-та година нагоре, војната е тотална, од 91-та, ама тоа што ти доваја од стомао, мрзија, како се јом, омрза, раѓа се од длабоко и полека расне. И посебно у мали села, што е
искрено си правим, не се занимава много ученици. И доста е била пропаганда, доста е била само да пришмаца бензин в огнено, за да стане за самия комшия, ти да го замразиш и да не знаеш защо го мразиш. Сето тоа ја сакам да го растрем. Зашто да доеш ти и тие што са мешани фамилии била, пример Српин со муслуманка, што се... Сето тоа кога на крај на 80 години станало проблем у мали села. И са се свет утепували луѓе. Дојдени са до кабли фамилии што не са си думали години. Јас се тоа сакам да го разберам. Да ми интересува да ода у малите села, у малите луѓе, од историјата ќе спанеш само у маленкиот простор. И историјата ќе се дума за улица комшии што се мразат. Што са били партизани, титуисти, кои викаат на времето на Тито, они са били партизани. Еден е краватен српин, католик и ортодоксо. И они се вратат, а не се мразнат од различна религија или од српини хрвати, они се вратат од се комшии. Оти на него можеш да му бавчате по-убаво. На него некој пат тоа што ги сливата му расте веќе од таковата од леси се од оградата му растат на кај двори и се налути, зашто треба да пресечи тие карат се за глупости. И онde се врат, ностоп се врега, станат сабарето и еден на друг си пускуват мајката. На нив и тоа како задоволство. Кога настане после целиот проблем со Југославија, кога добаја пропагандата од Загреб или пропагандата од Белград или од Сарајево и кога ги разделува луѓето на мало село и кога џамијата стане проблем за многу луѓе или пат црквата стане проблем за многу луѓе, тие што са стари партизани, вика, ние сме се борили за тоа да не стане, да не биде. И ние до тоа што се мразат, они продолжуват, вика, ја тебе мразам, те мразам за глупости. И ја те мразам, ама сакам да те имам како комшија. Јас сакам да стана сабарето и тебе да те вреѓам. Не сакам тебе да ти спадат од тука. И тоа е историјата. Историјата е за љубов и омраза и ама комплицирано, има време ќе Тука ќе го завршиме овој разговор. Јас и ти ќе дадам простор на публиката доколку некој сака нешто да го праша авторот, поврзано со самиот роман. Доколку нема би сакала... Јас ќе прашувам, ако може. Може. Покрај тоа што сте стрип артист, вие сте и активни в социјални мрежи, забележително нашиот Инстаграм профил. Кажете ми како модерните медиуми допринесуваат или оневозможуваат развој на стрип арт културата помеѓу младите, па и повозрастните, да кажете. През камат се спомнаваме за тоа. Има многу видања, па се држи некако пазарно на стрипо. Оти има и автори јаки што некако стануваат толку многу познати, што многу луѓе, читајќи тај автор, откриват други автори. Пример, в Италија има еден познат автор, се вика Дзеро Калкаре. Он сега соработува со Netflix. Негови книги веќе прават серии на Netflix. И он е меѓу најјаките автори. И спрема тоа, он што некој пат ја некој млад, 20 години, не е читал многу стрипови, прочита Дзеро Калкаре, оди кај книжари и оди на сајмите, значи може ли некоја книга како од Дзеро Калкаре што може да ми дава јаки емоции, график на роман? Значи тоа, прочитај Бобан, прочитај Лео Толани, прочитај многу други стрипови. И така се некако промовира и самите институции некој пат инвестират во тоа, финансират, поврзани со салони дел либро, со сајми големи, пример сајмот за книгата Шоу Торино. Таа година, пример, ја одих по школи да правам воркшоп за стрипови. Како може да се раскаже една историја со стрип? Како може да нешто да раскаже, да бидеш автор на стрипови, но деца многу интересно, децата се многу интересират и ти во тој момент гледаш да оставиш некои други
автори да речеш прочите тоа и гледам, многу се интересират. Проблема е моментално тие времења со АИ, интелигенца артифичална, како се голем проблем, да. Има некои процеси кои се плашат од тоа. Ама кога прочиташ таа историја, што е поврзано, што е погледнеш дека е нешто поврзано со персонал, дава ти некои емоции, ја мислам дека АИ нема никој пат тоа да го... И затоа мен не ме страх. Ја ќе продолжам парачно да си цртам, да се трудам и да губам време цела година. Ја знам дека и новиот стрип треба цела година да го цртам. Сати, по 12 сати некој пат се затвориш таму у канцеларија и црташ. И не ме страх, нека си постои АИ. Тоа не ме страх. Ти го знам дека има некој што сака још да добие емоции јаки кога читате еден стрип, јас сум си мирен со тоа. Само си смирувам. А пазаро моментално има пала од школите, пала од самите сајми што се поврзуваат со школите, библиотеки, има многу библиотеки што одат и викат не читате доке лектири познати Достоевски или попознати писатели што са во Италија, Морале или там што са Унгарети. Нека читајте ги, ама стрипо има многу јаки истории, читајте го и самите библиотеки почнаа многу да младите да ги речат да почнуваат да читат стрипови. Може. Третирате така, условно кажано, психолошко, модерни, односно реални теми. Дали може би сте размислувале за митологија, дали може би сте размислувале за некои имагинарни околности, за цртање, преку кои што сакате да искажете ваши лични, нели, овие психолошки, пошто е доминантно психолошкото чувство во овој роман. На мен ми е полесно да измислам некои ситуации кога раскажувам некоја историја, ама поврзано со реалност. Немам јошто идеја нешто повеќе фантази да правам. Не ми јошто дело јато ти не многу привлечува. Не ме многу привлечува само тоа. По ми е интересно некако поврзано со реалноста, со улоги што може да ги чувствуваш многу близко. Кога секој пат почнеме на книга да ја цртам, прво да испишам. И някако почнам прво да би улогите ги пронам. Таа е таков, таа е поинат улога, таа е по-добар, таа е многу лажач. Ја ги поставам улогите и искажувам нивната историја. Тај се роди тогај, тај е живеал тоа живота, тај е живеал тама. И кога ги имаш ти улогите, кога се многу близи до нас, ти после целата историја изградуваш нивната лична историја, па после видиш историјата реална. Времето на Југославија. И одиш, читаш, информираш се какво е било. И после ја искажуваш историјата со и голема. Таа што е на позадина. Големата историја. И сето тоа го споиш и после направиш романа. Само ти не, јаво изгледа како да е лесно, ама не е баш така. Тука, почитувани присутники, ја завршиме оваа промоција на Артвуд, сакуваме многу успех со овој стрип и уште многу напишани страници. Успех и во Македонија, и во Италија, па и секаде на светот. Ви благодарам за вниманието и ве поканувам вечерва да го последите 31-то издание на Голачките фолклорни среди и наредната сцена од 20 часот. И за крај? Кој сака може да се купи стрипот. Тука кај значката кутија бункер ќе биде лично нацртано од Артвуд. Да, ќе цртам. Сајде, треба да цртам. Не те питаме милен стрип юнак од детството? Опа и марна. Добро. Ела,
За кој за вас? Леона, а? За Леона. За Леона. Браво, фала многу. Ајде, Леонче. Ајде. Ajde sekundu samo. Ajde platiti mi Viktoriju za Ako šta? Područje na